целата безбедносна мрежа, оперативна мрежа на Министерството за внатрешни работи дојде во раците на Тачи на Џефери, а таа потоа беше проследена до тие паравојни структури. И сега ако има доблест Министерството кога дозволи, кога ги даде нови тие досија, кога имавме ние прилика во македонскиот парламент да гледаме деца пратеници по 23-4 години како мафтаат во парламентот со тие досија, изигруваат херои, еве нека ги даде новите и овие две досија за македонските граѓани да видат вистината. Но тие тоа нема да го сторат, него тоа ќе го сториме ние како политичка партија за да граѓаните ја дознаат вистината. Значи суштината на овој спор има многу подлабоки корени, не е чисто црковен спор, него задира длабоко во битието на државата. Да. А сега ќе прозбориме и за една тема која што е доста интересна за гледачите, секако економската состојба во Македонија и ваше мислење за тоа колку сегашната актуелната власт добро, успешно или неуспешно ја води економската политика во државата. Па видите, вие сега која област од кој сектор од таа економска област да го земете, ќе видите негативни показатели. Тоа е еден ноторен факт кој што граѓаните го чувствуваат од аспект на нивниот стандард. Без разлика што сега ние имаме смешни ситуации во јавноста кога секој ден нема вестник, било кој вестник да го земете, ќе видите внатре рекламен материјал за двете, така условно кажано, големи партии СДСМ и ВМРО ДПМН, кои што едноставно се направуваат кој повеќе ќе прикаже на македонската јавност на тие нашминкани податоци. Се трошат по 2, по 3 страница, сите не знаеме колку кошта тој рекламен материјал, а сите тие рекламни материјали се финансираат од буџетот. Ние имавме пред еден ден една моронска изјава на нашиот министер за финансии кој кажува не не се финансира од буџетот, него партијата ВМРО ДПМН сама си ги финансира сите тие области. Човекот едноставно заборави да каже од кај се парите на ВМРО ДПМН. Тоа се мислам едни смешни ситуации. И сите тие показатели како што гледаме, значи тие брилјантни резултати, граѓаните воопшто не ги чувствуваат. Едноставно се надпреваруваат, а граѓаните не ги чувствуваат. И сега во тој домен тука имаме намера на македонските граѓани да им ја кажеме вистината со документиран материјал кој ја крадеше и кој го лаеше овој народ во овие 10 на години. Само да се проблемите на оваа држава не се од 98 година. Проблемите на оваа држава се започнаа од 90 година со чинот на осамостоувањето на државата, но тогашната власт од 90 година само беше тоа ги сокриваше проблемите, ги таложеше, ги мултиплицираше, но како и секоја друга појава во животот, проблемите не може вечно да се таложат. Мора да се покажат со својата жестина, како што ние имавме случаи кога проблемите едноставно живеа експлозија во јануари 2001 година кога во Македонија почна војната. Значи тие проблеми континуирано се таложеа од 90 година и сега овие две наши партии успешно манипулираат со сите тие факти. Инаку вистината е на сосема друга страна. Вие сега имате случаеви, македонските градови се едноставно окупирани. Еве некни бев јас, имавме промоција во Струмица, нашиот општински одбор, па имавме потоа наша промоција на локалната телевизија. Струмица е буквално окупиран град, а верувам дека е така и со Георгелија. Едноставно групи од по 3-4 од тие општински комитети буквално владеат со градот. Дури група е можеби поблаг збор да се каже, тоа се едноставно банди кои што владеат со организирана тие роднинско пријателски врски и функционираат како класичните италијански мафијашки организации. 4 луѓе од комитетот ги го окупираат цел град и денеска без нивен амин не може да помине ни една одлука. Буквално ни една одлука. И имате случаи на такви апсурдни ситуации, луѓе да менуваат по 5-6 директорски места, а народски кажано до 98 година не знаеле пешки додат. Па имате случаи сега кои денеска ги држат сите конци во тие локални заедници. И тие луѓе едноставно немаат визија за водење на оваа држава. Нивната визија не оди подлабоко од нивниот џеб. Тука завршува целата нивна визија. Сега во оваа прилика само да кажам пропушив на почетокот што го спомнав тој иницијативен одбор што направи партијата. Тука најотворено тврдам дека се работи за луѓе кои што за македонски прилики се релативно добро ситуирани. Зборувам за нашата партија Народно движење за Македонија. И на сите тие луѓе единствен брвен принцип во кој што се тргнавме да ја правиме партијата, да направиме нешто добро за својата држава. Да се обидеме, да не после годините што следат не гризе совеста дека не сме направиле обид да направиме нешто добро за својата држава, бидејќи како што кажав, пак ќе повторам, постои сценарио за растурење на оваа држава и сето тоа сценарио треба да се реализира некаде 2005 година. Значи, единствен мотив од кој што тргнавме да ја правиме партијата е тој, се може малку ќе прозвучи идеалистички и демагошки,
Но ви уверувам дека тоа не е така, него единствен мотив кој што тргнахме да ја правиме партијата е да направиме нешто добро за својата држава во последен момент. Тој личен интерес, да кажеме, кај сите наши членови ќе биде некаде на трето, на четврто место. Ние не спориме, личниот интерес е присутен кај секој човек. Ние затоа правиме партија, да освоиме власта. Но сега е битно како ќе биде канализиран тој личен интерес. Значи да биде некаде на трето, на четврто место, а и првенствен интерес да биде државата. А ние сега имаме обратна ситуација. Сите овие наши политички демагози се единствено залудени од таа лична желба за моќ, за профит и за слава. И немаат никаква друга визија за развој на државата. И сега сите тие нивни реклами што ги гледаме по весниците секој ден се една обична демагогија и сега не можам да сватам дали овие политички партии бидејќи целосно изгубиле врската со народот и не ги гледаат состојбите и се прават кога ни пласираат сознание преку јавноста дека во оваа држава сите фактори економски се брилјантни. Кога во практика гледаме што се случува. И мислам сите тие нивни условно кажано брилјантни анализи што ги прават по весниците се најобични маркетиншки потези и немаат никаква врска со реалната состојба кој што владува државата. Очигледно е дека незадоволството од случувањето во државата ве натерало вас и иницијативниот одбор да создадете, нели, да регистрирате една нова партија. Меѓутоа, како што знаеме, граѓаните на Македонија добро им е позната бројката на веќе постоечките, нели, регистрираните партии, што значи што е она што е малку поинакво, она што го нуди Народно движење за Македонија во малку поинаква форма, она што ќе им влева надеж на граѓаните. Повеќе вака, да се навратам на првиот дел од вашето прашање кога кажавте дека ние сме незадоволни фактички од сите постоечки состојби. Па ние фактички за тоа тргнавме да ја правиме партијата, бидејќи сме незадоволни од фактичката состојба која што владее во државата. Бидејќи сакаме стварно да направиме еден обид, да направиме нешто за оваа држава. Или еве да бидам поконкретен преку свој личен пример. Јас сега, како што кажавте во најавата, сум вработен во Министерството за внатрешни работи, на раководна функција, имам 1000 марки плата. И сега, што ме тера мене, како граѓанин на оваа држава, да ја напуштам работата, да се ангажирам политички, да направам нешто добро за својата држава. Во услови кога вие имате 300.000 невработени, јас свесно се вклучувам во политиката, се нафатив да правиме политичка партија, с цел тој единствен мотив да направиме нешто добро за својата држава. Ја работев во една служба каде што секојдневно имавме податоци од нашите работници на маса за сите негативности во државата. Да кажем, ние пред војната да се случи најмалку 3 месеци ги имавме тие податоци, кои се тие терористички банди, какви се нивните формации, бројчано како се етаблирани, се праќаат информации до македонскиот премиер, до македонскиот председател, до македонскиот премиер, до председател на собранието, бидејќи као служба законски сме обврзани да ги информираме највисоките раководители, но за жал, за длабока жал на оваа држава, нашиот премиер не се веруваше на својата служба, туку му веруваше на својот коалиционен партнер Џафери, кој длабоко манипулираше со него и видовме до кај дојдоа состојбите. Значи вака сега сакам да кажам дека поентата ми беше дека сите тие луѓе во тој иницијатива, 20 на луѓе се од тој калибар како мене, кои што се можни успешни во своите брања, што успеале во својот живот, се луѓе од област на науката, имаме луѓе од Македонската академија на науките и уметностите, сите на еден или друг начин успеале во својот живот. И пак ќе повторам, за македонски прилики се релативно добро ситуирани и единствен мотив им е да се обидеме да направиме нешто добро за својата држава, бидејќи постои страшно сценарио за поделба на државата. Сега, како што кажавте вие, факт е дека и последните извештаи од соодветен суд во Скопје кажуваат дека моментално во Македонија има регистрирано околу 60 на политички партии. Но фактички сите наши анализи покажуваат дека сите тие околу 80% се човек партија и реално и на овие избори ќе се надпреваруваат некаде 10 до 15 политички партии. Сега што е поинтересно, ако вие погледате структурата на партиите кои ќе се надпреваруваат на предстојните избори, без исклучок нема ни една партија која што не била во власт. Земете од 90-та година до овој момент сите овие партии сега што ќе излезат на изборите на еден или друг начин се изредиле во македонската власт. Биле во некакви коалиции и сега што играат сега ги промовираат сега тие перфектни тези кога се во власта не укажуваат на состојбите, кога ќе излезат во опозиција критикуваат. И ја мислам дека на македонскиот народ веќе е доволно политички едуциран, ги прочита сите овие политички партии и сега промовираат некои смешни тези како ќе граделе трети, петти патишта, а сите имале прилика да покажат што знаат. Како што кажав, сите тие порелевантни политички партии, околу 10-15, сите нивни лидери без исклучок биле министри во владата. Дали во претходната, дали во сегашната, на еден или друг начин практицирале власт, имале прилика да
да покажат што знаат. И ние сме длабоко убедени дека на овие избори македонскиот народ нема да им дава втора, трета, пета шанса и тие едноставно го изгубија кредибилитетот кај македонските граѓани. Работена добро во оваа држава може да ги постават само луѓе, како што кажав, кои што немаат хипотеки за себе, немаат афери за себе, се стручни, успешни во своите бранши и пред и над се ја сакаат состојањето држава. Немаат резервна татковина. Не е тајна ако кажам дека половина од македонските министри имаат двојни пасоши, имаат двојни државјанство, имаат резервни татковини. И ние сме свесни дека, ние сме длабоко убедени дека ако дојдеме во позиција да практикуваме власт, уште вториот ден од формирањето на нашата влада, ако ја формираме, најмалку 5 до 6 луѓе во оваа држава ќе побарат политички азил во други држави, бидејќи се носители на големи криминални активности. И само да кажам дека што спомнав на почетокот, таа национална стратегија, таа за 10 дена ќе излезе, тие 10 принципи ќе ги кажеме на македонските граѓани, од кои што ќе нема отстапување. И сега да кажам, вече ве ексклузивно така да кажам еден принцип од тие, ние доколку дојдеме да практикуваме власт на после изборите што ќе следат на 15 септември, најодговорно можам да кажам дека еден од врвните принципи за средување на состојбите во таа економска сфера, што ќе го промовираме и што ќе го спроведеме, ќе биде принципот во првите 30 дена од нашето владење, ако формираме влада, сите тие луѓе кои што се носители на криминални активности ќе бидат ставени во првите 30 дена во куќен притвор. Во сите тие 30 дена ќе ги ангажираме сите наши финансиски служби, оперативниот дел од МВР, од Управата за јавни приходи, од Министерството за финансии, ќе ги испитаме сите тие дена, па сега луѓето кои за чисти во ред. Али ние сме длабоко убедени дека нема тако способен човек за 2 до 3 години да направи имот од милионски суми. Значи поентата ни е во првите 30 дена сите тие луѓе веќе тој список кај нас се прави. Сега е 24 и за сите имаме документиран материјал. Документиран материјал за сите нивни криминални активности. Тука имаме луѓе носители на врвни политички функции и сега тој список е, како што реков, 24 луѓе и сите тие луѓе во првите 30 дена ќе бидат ставени во куќен притвор. Тоа можам најодговорно да го кажам пред македонската јавност. Правна основа постои, тим на наши правни експерти работи на правните модалитети, како тоа правно да се изведе и како што кажав, тоа е еден од врвните принципи на тоа делување. Али наскоро сите тие наши принципи ќе излезат, па македонските граѓани ќе имаат прилика да се запознаат со решенијата што имаме намера да ги практикуваме. Се надевам, господинот Бачев, дека прифаќате на почетокот, односно во првиот дел од емисијата, да направиме една кратка музичка пауза. Веднаш потоа продолжуваме со разговорот, односно со промовирање на политичката партија Народно движење за Македонија. Се надевам имаме уште што многу да кажеме, а и секако на крајот ќе обрнеме внимание и на прашањата од страна на гледачите. Ако може, од режија сега една кратка музичка пауза, а веднаш потоа продолжуваме понатаму. Во кои изборни единици ќе настапи вашата партија Народно движење за Македонија? Вака, како што кажав и на почетокот, ние од сега фактички гледано на теренот имаме доста сработено. Како што кажав, имаме 23 одбори. Последниот наш одбор го промовиравме на пред 2 дена на први во Домот на културата во Струмица. Само во прилика да кажам дека бевме пријатно изненадени од полната сала, што од интересот на граѓаните во Струмица, бидејќи салата беше исполнета. И што е поинтересно, сите тие наши промоции ги правиме врз база на обични соопштенија по локалните медиуми, а не со тие циркуски паради што ги прави власта пред нивните настапи со присилно носење на луѓето со тие автобуси од соседни општини, како што имавме прилика сега да гледаме за прославата на Илинден, сите тие закани што се случуваат на македонските граѓани, ние тоа немаме намера да го правиме, туку што кажува нашето име е Народно движење за Македонија, сакаме да направиме на партија која што навистина ќе подлезе од народот. И само ќе направам све една мала дигресија, ќе кажам дека стратегијата на партијата сега е таква што се прави промоција на општинските одбори и се гостува на локалните медиуми. Сега засега се направени 23 одбори, ќе продолжиме со таа динамика, не останаа неколку општини, се надеваме дека во периодот што следи пред нас ќе ги покриеме со наши активисти. Сега конкретно за вашето прашање, ние на последна седница на изборниот одбор се донесе одлука да се оди со кандидатски листи во 5 изборни единици.
Нема да се настапи само во 6-та изборна единица, бидејќи во овој краток временски период не успеавме да формираме таму наши општински одбори и таму најверојатно сега не е донесен став, ќе дадеме можеби подршка на тој повик. Мислам дека се вика Демократската партија од Тетово за повик на заеднички настап на сите тие македонски партии. Инаку ќе настапиме во, како што кажа, во 5 изборни единици, во првата изборна единица, тоа е Скопје, ќе биде носител председател Тони Гичевски, во двојката ќе биде организационен секретар Лазо Чекаровски, во тројката ќе биде председател на општинскиот одбор Александар Диневски, во четворката ќе идам јас носител на листата, во петата ќе биде еден локален хирург специјалист од Битола Борче Топаловски. Како стоите конкретно со инфраструктурата на четворката на изборната единица број 4? Вака, изборната единица број 4, каде што ќе бидам јас носител на листата и каде што сум координатор, ги опфаќа општините Радовиш, Струмица, Валандово, Гевгелија, Неготино, Кавадарци и Прилеп. Сега од сите тие општини веќе имаме општински одбори, освен во Гевгелија. Сега да искористам оваа прилика да ги повикам сите граѓани од Гевгелија кои што сакаат да не се приклучат, да не се јават. Ние ќе оставиме телефони во вашата телевизија по завршувањето на емисијата. Инаку седишето на партијата е во Скопје, во центарот на градот, кај во непосредна близина кај студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу. Телефонскиот број во централата е 116 324 и ги повикуваме сите луѓе без разлика, ние сме свесни на какви притисоци наидуваат, ги повикуваме да не се приклучат. Сега веќе имаме неколку членови од Гевгелија, но сега бараме така луѓе кои што ќе застанат на чело на таа наша општинска организација и се надеваме дека во најскоро време ќе конституираме општински одбор и во Гевгелија, со што комплетно ќе ја покриеме оваа изборна единица. Како што кажав, ние веќе имаме во сите тие општински одбори, не останува сега во периодот што следи да ја покриеме Гевгелија со наш општински одбор. Сега предлагам да се префалиме и на прашањето од страна на гледачите. Анонимен гледач од Гевгелија прашува, анонимен гледач 30 години, вработен во Винојук со 4000 денари плата, прашува: доколку добиете власт, како ќе ги вработите луѓето со повеќе члено семејство кои немаат ни еден вработен и се на работна екзистенција? Ака сега, Винојук е посебна приказна, јас и гледачот може после да се видиме ако сака. За Винојук можем да му покажам цела тачна документација. Се знае кој го крадеше, кој го растори, но сите тие документи завршија во фиопата на министерот и не стигнаа до судските органи. Значи постои една цела документација, се знае, ја како што кажав, неговото прашање прашањето што го поставува и како тоа ние ќе го направиме, како што кажав, ќе го реализираме тој наш принцип од таа наша национална програма во првите 30 дена. Сите тие луѓе, веќе ги знаеме кои се тие 20 имаме на тој список од 24 баш од Винојук, и знаеме кои се тие луѓе, 30 дена ќе бидат во куќен притвор, ќе им се земе тоа што го крадија и ја мислам дека Винојук ќе нема проблеми да функционира. Тоа ми мислам многу лесно изводливо. Се знае, се има, но само треба да се има волја, правната држава да профункционира и проблемот многу лесно ќе се реши. Повторно анонимен гледач прашува: зошто мислите дека сте вие таа трета опција или трет пат, а не некоја друга политичка партија, како што се Демократски сојуз, Демократска алтернатива, ВМРО Вистинска и други? Вака сега, ако внимателно ме следа гледачи на вашата телевизија, ја не еднаш не спомнав дека ние сме таа трета опција. За нас тие поими се многу дегутантни и не звучат убаво. Ние оставаме на народот да се определи. Ние сме народно движење за Македонија, кој што ги поставивме принципите на нашето делување и му оставаме на народот само